ljudi od Evropska delegacija, почитувани панелисти, представници од уницата од земјава и од Европската унија, почитувани градоначалници, почитувани присутни гости, партнери, почитувани деца и млади пред се. Навистина ми представува чест што тука денеска да поддржите нашата иницијатива и нашите напори за креирање на места кои децата и младите би растели и би се развивали. Нашата заедничка посветеност на оваа иницијатива за заштита и унапредување на правата на децата е доказ за нашето колективно верување во иднина, каде што децата и младите ќе бидат слушнати, негувани и вреднувани во средини кои се дизајнирани баш за нивната благосостојба. Сигурна сум дека денешниот настан ќе биде исполнет со инспирација и со идеи и ќе резултира со конкретни договори и акции, и конференцијата ќе биде извор на нови знаења и на нови партнерства во интеграција. Со здружување и канализирање на нашата колективна експертиза, креативност и решителност, ние тргнуваме на пат за оформување на едни урбани средини и простори кои што ќе дадат приоритет на потребите, аспирациите, среќата на нашите најмлади граѓани. Децата и младите заслужуваат простор каде што можат да растат и да се развиват, но можност да учествуваат во процесите на донесување одлуки. Нашата иницијатива баш има за цел да воспостави такви простори и да овозможи гласот на децата да биде слушнат и да биде земен во предвид. Само со обединените напори можеме да создадеме градови кои се подобни за децата, каде што децата би се чувствували безбедни, поддржани и вклучени. Вклучувањето на децата во донесувањето одлуки на локално ниво не е само прашање на етика, тоа е неопходно за едно демократско општество. Станува збор за негување на едно одговорно граѓанство, уште од мали нозе, вследувајќи кај нашите најмлади разбирање дека нивните мислења всушност е важни и дека нивната улога е инкорпоративна и интегративна улога има во обликувањето на нивната околина и политиките кои што ги управуваат. Градовите погодни за деца поттикнуваат чувство на припадност. Обезбедуваат простор каде што децата можат слободно да играат, да учат и да комуницираат со нивните врсници и возрастни во нивната заедница. Создавањето на поддржувачка средина за остварување на правата на децата бара соработка и бара партнерство. Тоа не е задача само која што може да ја постигне еден поединец или една организација. Всушност владата, граѓанското општество, семејството, заедницата, сите заедно рака под рака мора да работат за да создадат еден поддржувачки екосистем. Мораме да градиме мостови на разбирање и соработка, да ги споделиме нашите најдобри практики и да се залагаме за политики кои што им даваат приоритет на правата на децата. Денешната конференција всушност представува одлична можност за поттикнување на овие партнерства и за споделување на заеднички визии и за заеднички заложби. И за крај, унапредувањето на правата на децата би било невозможно без да се земат во предвид нивните ставови, нивните мислења, перспективи, нивните искуства. Децата и младите всушност не се само пасивни приматели на грижа и на нега, туку се активни агенти во нивните животи и имаат право да учествуваат во одлуките што ги засегаат нив и нивниот живот. Нашата должност е всушност да обезбедиме такви платформи, каде што тие ќе може слободно да се изразат. За да ги направиме вистинските чекори, ние возрастните би требало да бидеме отворени и да ги слушнеме нивните мислења, и активно да ги поддекнуваме, да ги споделуваат со нас проблемите со кои што се соочуваат и промените кои што сакаат да ги видат околу нив. Само на овој начин може да се постигне резултати кои се релевантни за децата и ќе доведат до креирање на услови во кои тие ќе живеат здрави, сигурни, среќни и поддржувани. Ви благодарам уште еднаш на присуството и се надевам дека ќе имате одлично искуство и можност за соработка и градење на нови идеи, како што спомнав. Посакувам пријатен ден на сите.